Добар ден, почитувани гледачи. Денес во студиото на емисијата Под лупа, на моје задоволство, двајца гости. Добар ден и добре дојде им посакувам на господинот Томе Наневски и господинот Зоран Шикаловски и двајцата од локалната самоуправа од секторот за комунални дејности, сообраќај и патишта. Во Лупа Наневски за прв пат, Шикаловски пред 10 години. Може помалку. Добре дојдовте во секој случај. Имаме многу што да разговараме. Значи, сектор за комунален развој опфаќа повеќе дејности кои што се случуваат во нашиот град. И еве на почетоков на самава емисија најпрво да ве запрашам, бидејќи колку 6 месеци помина од новата локална власт во градов? Па, отприлика. Отприлика, да. Каква беше состојбата? Вие и пред тоа бевте дел од овој сектор, но сега на едни пораководни места. Каква беше состојбата кога дојдовте или кога се соочивте со реалната состојба? Најпрвен добар ден вас и на сите ваши гледачи. Знаете сигурно дека градоначалникот стапи на функција, ми се чини на 21 октомври. Во тој период постапување на функција со измена на кадровскиот потенцијал во нашиот сектор, ние наидовме на ситуација, во тој момент немавме ни еден проект за да почнеме нешто да реализираме. Сите тендери кои беа во тек, беа потрошени средствата и наидовме на ситуација да не можеме во тој период да работаме ништо, освен работи што можеме да ги работаме со нашите јавни предпријатија. Таква беше состојбата. Како го поминавте тој вакуум додека се донесе новиот буџет, додека се изгласа програмите и се одредија средствата со кои што ќе можете располагате во ова тековна година? Во тој период се почнавме да работаме на програмите за 2018-2020 развојна програма. Се спремаше буџетот за оваа година. После усвојување на буџетот и усвојување на програмите, пристапивме на изработка на програмата за јавни набавки на општина Охрид на делот кој припаѓа за нашиот сектор. Во моментов веќе се распишуваат, повеќе тендери се распишани, во завршна фаза се, други се распишуваат, така да се надеваме после велигденските празници ќе можеме да почнеме и со конкретни активности градежни. Колку средства се издвоија од буџетот? Дали сте задоволни од таа сума и дали се она што е планирано ќе можете да го реализирате? Господин Шикаловски. Вака, најпрво добар ден до вас, поздрав до гледачите на вашата емисија и на вашата телевизија. Најпрво сакам да се надополнам со ова досеја господинот Наневски што кажа. Значи, состојбата беше страшна. Од аспект да една општина, една локална самоуправа, особено Охрид, нема ниеден проект. За разлика 2013 година, значи, имаше сигурно преку 22 проекти со одобрение за градба, кои стоја за реализација при преземањето на власта во тоа време. Сега ниеден. Нула. И без проекти не можеш да работиш. Дали бевте свесни со состојбата ние кога што ќе се свесни, соочите или беше изненадување тоа? Беше. Затоа што беше представувано во јавноста дека има проекти, дека се во тек, дека течат, дека ќе се реализираат и така натаму. Значи, не бевме свесни за работа. Значи, јас сметам дека секој нешто работи, особено во ваква институција, треба да имат визија во самата работа и да имат план, значи проекција за следните неколку години. Премалце Томе спомна развојни програми, значи и тогаш се носеле тие развојни програми, значи и 2015 и 2016 и 2017 се носеле на ниво на општина Охрид, односно Советот ги донесол тие развојни програми, арнава некој согласно тие развојни програми што се донесени требало, значи да изврши набавка на сите овие работи на проективе, за да можеш ти да реализираш. Било кој, значи да дојдеш во овој период и пример
под некоја случајност да беше и старо нов градоначалник, и тој ќе се доведеше во ситуација да овој период не може да функционира. Ние, значи, функциониравме само на база на прибирање на податоци, ставање во програмски задачи и работа на буџетот. Во тој период, значи, ноември и декември месец. Дали сега фативте чекор и да. Морам еден конкретен пример да ви Ајде, посочам. повелите. Прошлата гарнитура има подпишано договори, два договори со две фирми за реконструкција на дом во Лесковец и дом во урбана заедница Кошиште. Меѓутоа, подпишан е договор за изведба, за тие договори ние немаме проекти, а камоли одобрение за градење. Ме разбирате, подпишан е договор за изведба. Подпишан е со две фирми договор, нема проект, нема одобрение за градба. Дали ме разбирате? Јас се разбирам, се надевам Значи, дека гледачите разбира дека фактички фиктивно биле мислам, подпишувани тие договори, но вие ние денеска не дојдовме овде да се браниме. Апсолутно не е тоа целта и намерата. Сакаме да кажеме да ве напаѓаме. Ако мислам не. Само да ја предочиме она ситуација која што е. Мислам првите 3-4 минути испадна цело време ние не можеме ова. Ние дојдовме да разговараме отворено за сите проблеми и да ја кажеме нашите насоки, значи каде треба да се движиме и како ние размислуваме во локалната самоуправа во иднина да изгледат определени места во Охрид, разбираш, или и самиот Охрид. Затоа ве запрашав дали сте задоволни од проекцијата на буџетот, посебно од средствата кои што се предвидени за секторот за комунални значи, ние сме задоволни. Како прво, како второ, морам да кажам дека градоначалникот цело време се залагаше, значи, за изработка на една концепција во развојот на Охрид, на еден сегмент, значи, на краткотрајни проекти, на друг сегмент на дуготрајни проекти. И заложба е да го смениме овој начин на работа до сегашен, значи на крајот година да се носат програмите врз база на некои првични согледувања. Напротив, ние ова година, значи, почнавме по обратен редослед, одма после новогодишните и божичните празници, значи пристапивме кон средба со граѓаните, на општина Охрид, на ниво на урбани заедници, на местни заедници, кои пред 2 или 3 недели завршија. Одржавме комплетно средби со сите урбани и местни заедници, каде што ги запишувавме оние сите потреби кои ги имаат граѓаните на реални ли се потребите на граѓаните или барат нешто повеќе од тоа што може да направи? Потребите и барањата на граѓаните на општина Охрид се реални, од сегмент на она да секој заслужуваат било каде да живеат на територија на Охрид, да има еднакви услови за живот. И затоа ние, значи, пристапиме кон тие средби да можеме во теков на оваа година да изготвиме проектни задачи, да порачаме проекти и согласно тие проектни задачи и проекти да ги ставиме, значи, во проекција за понатамошна обработка, односно реализација. Делом нив се, како што реков, на краткорочни, кои се несуваат на тековнава година, дел се кои ќе се реализираат, значи, во наредните години, со цел да, кога ќе излеземе пред Советот на општина Охрид при носење на следните програми и буџети, да имаме точно, значи, што ќе се работи, во кој обем и колку точно средства ќе се потребни за таа работа. Секој треба да знае, граѓани на општина Охрид, каде одат, каде му се трошат парите. Значи, тоа не е и целта и заложбата. И заложбата на градоначалникот е во сите урбани заедници и во сите местни заедници да влеземе со некоја активност. Да не бидат запоставени. Ни една урбана заедница, ни една местна заедница да не биде запоставена. Што ви е приоритет еве од овие проекти? Со што најпрво ќе се зафатите, кој ви е така можеби еден од покомплексните? Знам дека ќе се прави реконструкција на улицата Аба Семин, што на вистина години наназад веќе се кажува како една од важните работи со кои што треба да се зафати локалната. Еве, најверојатно дојде време за тоа. Па дојде време. Вие знаете сигурно и сите ваши гледачи знаат во каква состојба е улицата Аба Семин. Јас и господинов Шикалевски сме отприлика во исти период запослени во општина. И сите програми досега што се носеа, во сите програми влегуваше реконструкција на улица Аба Семин. Ние
почнавме сериозно да работаме на тој проблем. Изработени се проекти за изработка на нова водоводна линија, нова фекална канализација и атмосферска канализација која воопшто и не постои. Пред нова година, кога ние го правевме нашиот план за работа, ги информиравме и Евана, Телеком и сите оператори кабловски дека ние за 2018 година планираме реконструкција целосна на улица Аба Семен и ги информиравме да предвидат и тие своји средства кои ќе се реконструира улицата и тие да влезат во таа реконструкција. Значи, Аба Семен е една комплексна работа. Ние се надеваме негдека чекаме одобрение за градба, проектите се одобрени, чекаме се во фаза сме на добивање на одобрение за градење. Кога ќе одобиеме одобрението за градење, ќе распишеме тендер за кој ќе изведува работата и почнуваме со работа. Значи, дали тоа значи дека летово ќе се работи? Па веројатно и летово ќе се работи. Веројатно ќе се работи. Нема да ве тоа што ќе работиме етапно, да не го загрозиме сообраќајот. Ќе се работи во етапи, така да нема да има проблем. Имаме направено динамички план како ќе изгледа реконструкцијата на улицата. После реконструкцијата ќе има уредување, претпоставувам, значи хортикултурно и се она што треба за да таа улица го добие онај вистински лик. Значи после завршување на активностите околу поставување на нова водоводна, нова канализациона и нова атмосферска канализација, ќе се реконструира и целата улица, зашто повеќе ќе ви каже колега Шикаловски. Повелете. Значи, Аба Семен е улица една од најстарите во градот. Многу луѓе ја памтат и како на времето додека се уште не беше асфалтирана и со таа калдрма. Дел имат воспоставено тротоари до пресекот со Охридска бригада, па натака, значи тротоари нема. Нема ништо. Дел е важна улица, но многу опасна во моментот. Дел е пробиена и изградена во согласно со постоечки урбанистички планови, дел, значи, изградена и воспоставена за сообраќај во постоечки урбанистички планови. Што ќе се прави тука? Тоа ме премалце спомна дека веќе десетина години влеби тоа улица во проекциите годишни, никако да се реализираат, баш од причина што се работи за многу тежок, огромен проект. И ние, значи, премалце прашавте дали ќе се работи летово. Да, чим се добијат сите дозволи и чим се заврши постапката околу избор на изведувачи, одма ќе почнеме со изведување, без разлика на кој временски период се работи. Се работи за голем проект, ако почнеме во октомври ќе не фатит зима, па после ќе не фатит и пролет. Значи, вака етапно работење со добра стратегија и добар план за работа, значи, ќе гледаме граѓаните и сите оние кои дојдат во Охрид и во лето да не го осеќат товарот од изведување на овие градежни работи. Како ќе решите тоа што нема на еден дел од улицата, нема тротоари? Значи, нема тротоари затоа што веќе индивидуалните стамбени згради се на самата улица. Премалцето ме кажа дека проектите по однос на реконструкција и изградба на нов водоводен систем, нов канализационен систем и нов систем за одводнување на атмосферска вода се завршени. Значи, во процедура е изработка на проект за цела улица. Проектот имат проектна задача. Чим се изврши, чим завршиме со проектот, она што ќе добиеме, ќе ве информираме комплет. Значи, проектната задача има даден насоки на проектантот во кој дел да се движи. Значи, чим се завршиме проектот околу конструкцијата, значи, ќе излеземе и со тој податок. Сметаме дека, затоа го напомнав дека е дел изграден по урбанистички план, дел не. Сметаме дека секаде онаму каде што ќе имаме просторна можност, ќе реализираме, значи, изградбата на тој тротоари заради, значи, безбедно одвивање на сообраќајот, особено на сите оние ученици и пешаци кои одат према училиштето и се враќаат назад. Но постои можности и некој дел да остане повторно без тротоар. Значи, да, апсолутно, значи, онаму кај што немаме доволно габаритни можности, ние ако одиме до реализација на онај проект, комплетно, особено за крајот на улицата према Железничка, значи, таму веќе имаме доста нерасчистени имотноправни работи кои може да се влечкат со години. Општинава е во независна
реално кажано сите знаеме финансиска ситуација и да не дојме значи до одолговлекување на проектот, значи ќе го изградиме онака како што е моментално отворен со можност значи при решавање на сите тие имотно-правни односи и пробивање на улицата согласно урбанистичкиот план да го довршиме тој дел до крај. Иначе целата конструкција за реконструкција на улица Аба Семин ќе кошта негде околу 800.000 евра. Тоа е вака голема или мала сума во однос не е мала, на таа сообраќајница? Не е мала, за било која активност не е мала, меѓутоа ние се решивме со подршка од градоначалникот. Сите тие средства се од општината или Собствени општината, да. Дали ќе имаме и некоја друга реконструкција на некоја сообраќајница во градов, што е позначена, освен она што е тековно, значи асфалтирање, поправање, крпење на ударни дупки и така натаму. Дали ќе имаме реконструкција на цела улица? Значи во нашите програмски активности веќе мислам работиме на големо на тоа. Значи сметаме дека во овој период треба да се изврши реконструкција на улицата 7 ноември и тоа на делот од Сдружение на возачи, односно кружната крстосница кај Сдружение на возачи, па се до негде поранешно братство, односно крстосницата со улица Егејска. Сакаме, значи, моментално на таа улица имаме, значи, улица со 3 ленти, во кои во поедини денови од денот и на поедини места, особено кај маркетите што се отворени, значи, 2 ленти ни се зафатени. Имаме велосипедски патики кои се издигнати над нивото на коловоз, кои уопште сите овие изминати 30-40 години од кога е изградена улицата не се користат. Значи сакаме улицата да добиете едно ново светло, нов изглед, значи со изградба на тротоари, изградба на посебни површини за застанување на автобускиот сообраќај и на автотакси превозот, посебна површина како велосипедска лента во склоп на коловозот за движење на велосипеди и посебни места каде што ќе се строго наменети каде ќе се местата за паркирање, каде не, и 2 нормално безбедни сообраќајни ленти за движење во двете насоки. Исто така, значи на овој дел, на оваа улица немаме и воспоставено ни мрежа за дождовна канализација, значи за атмосферска, и сакаме да воспоставиме дел и на атмосферска канализација и паралелно со уредување на овој простор и на оваа улица, значи го решаваме и проблемот околу во услови кога има дожд, значи што се јавуваат на тој дел кај таму граѓаните, значи од преполнување на канализационата мрежа поради мешање на тие две води и до поплави по подроми или по бавчи и изливање на канализационите шахти. Друг проблем на оваа улица, сигурно сте запознаени, го алармираа и родителите на учениците кои што учат во основното училиште Братство единство, е уличното осветлување. Дали ќе се интервенира и на него кога ќе се прави реконструкција на улицата? Значи уличното осветлување би го поделил јас во 2 фази. Значи првата фаза е од Сдружение на возачи до Егејска, кај што имаме издигнато бандери, мислам од 6 до 8 метри метални, кај што се врши осветлувањето на тој начин, а потоа од раскрсницата со Егејска према центар веќе улицата се стеснува, имаме сосема друго осветлување. Значи ние знаете дека пред 2-3 или повеќе години колку, значи со уличното осветлување работи, значи приватен партнер на општина Охрид. И ние на сите оние места каде што ќе имаме проблеми со уличното, значи ќе извршиме проширување на тоа улично осветлување. Јас сметам дека уличното осветлување не се работи за слабо осветлување по цела должина, него само на одредени места и со право граѓаните од тие места реализираат. Потенцирав јас, значи многу пати кај нас од редакција се јавуваат родители кои што со право потенцираат, особено можда делот и на улицата, двете приклучни улици што се наоѓаат околу училиштето Братство единство, значи од позади Бекир Релиза и мислам и другата се вика Бекир Релиза, што легуваат на 7 ноември, во круг што врти околу училиштето, значи и мораме да имаме, значи, безбедно пристап на учениците до училиштето да возможиме и по однос на осветлување и по однос на соодветна сообраќајна сигнализација која ќе може да возачите на време да ја заприметат. Не смеме да дозволиме, значи,
све тоа да е на штета, особено на најмладите учесници во сообраќајот, на децата, кои се, значи, иднината и на градов и на оваа држава. Разгледувајќи програмата на секторот за комунален развој, има доста интересни проекти. Рековте, некои се краткорочни, некои се подолгорочни. Еден од нив вака што нам ни падна во очи, а што е интересен за граѓаните, е реконструкција на улицата Коста Абраш и уредување на плоштадот Табана. Така. Што тоа ќе значи? Значи, реконструкција на Коста Абраш се правеше пред, не знам, можеби 9-10 години, но најверојатно повторно има потреба од такво нешто. А плоштадот Табана се мисли на тој плоштад каде што сега моментално го користиме, да, како некаков паркинг простор. Значи, тој проект го работаме преку Југозападниот плански регион, аплициравме таму, добијана е нивна согласност, моментално во фаза сме на добивање на одобрение за градење. Одобрението го чекаме од Министерство за транспорт и врски, пошто се работи за стариот дел на градот, за заштитеното градско јадро. Се работа, значи, за реконструкција баш на тој дел кај плоштад Табана, во моментов кај што се паркираат возила. Со проектот предвидено е поплочување целосно со гранитни плочки и хортикултурно уредување на тој дел. Еден од најубавите делови во градот ни служи моментално за паркирање и таму, знаете сите, во моментов е хаос. Со нашиот проект предвидуваме да го уредиме хортикултурно, да заличи Охрид баш на град кој што треба да личи. Во фаза сме тука на добивање на одобрение за градење. Исто така преку Југозападен плански регион аплициравме и за изработка на пешачка патека од старото училиште Свети Сава до Сад Кулата. Исто и тој проект е одобрен. Чекаме Југозападен плански регион да распиши тендер, да одбере кој ќе го изведува тоа и ќе започнеме и на поплочување на таа патека. Поплочување со осветлување со сите тие пропратни работи, со поставување на урбана опрема, клупи, корпи за ѓубре и така. Овој проект беше споменуван и неколку години наназад, но не се реализира. Зошто, имате ли некакво сознание? Немам сознание зошто досега не е реализиран. Во моментов, значи, имаме согласност од Југозападен плански регион и се надеваме дека во текот на пролето или лето ќе почне реализација на тој проект. Деновиве актуелна тема е и изготвување на еден, значи сега промотивен проект да го наречам или предпроект за кај Македонија да стане трајно пешачка зона. Тоа е сега, значи, реково некоја предфизибилити студија, но можно е тоа да се случи. Дури имаме и една електронска анкета на веб страната на општина Охрид, каде што можат граѓаните да се изјаснуваат дали се за или против едно вакво решение. Еве, како вие го замислувате тоа и од ваша гледна точка? Дали тоа би било добро решение за градот или можеби тука губиме една солидна сообраќајница и доста паркинг места? А знаеме дека паркинг места во градот не достасуваат. Охрид по многу работи специфичен. Специфичен и по однос на одвивањето на сообраќајот. Зошто? Затоа што имаме, значи, одредени периоди во годината или одредени денови во годината големи, огромни неравномерности по однос на одвивањето на сообраќајот. Многу е тешко да планираш и да излегуваш со решенија на места каде што имаме вакви неравномерности. Пример, на одредена улица имаме во час движење, во 70% од годината или 65 движење, пример, од 100 возила во сат, а во одредени останатите 30 до 35% имаме и до 600, и до 700. По 6, 7, може и 10 пати поголемо движење. Ние рековме ќе работиме сериозно, рековме ќе работиме и краткорочно и долгорочно, да ги решаваме проблемите и се тоа е поврзано со две други дополнителни работи, односно со режимот на сообраќај, каков ќе во централно градско подрачје и на улицата кај Македонија, односно и со самата сообраќајна студија. На тоа ќе обрнеме посебно внимание. За да не чекаме ние сообраќајната студија, значи донесовме одлука и веќе сме
во фаза на имплементирање на еден проект за да извршиме една симулација на режимот на сообраќај во централното градско подрачје, особено на улицата Кеј Македонија, во реално време. Ќе добиеме таква стимулација и ќе добиеме 3 решенија кои ќе нудат стручни луѓе од оваа област. Ќе ги ставиме на јавна расправа, ќе ги ставиме на увид на граѓаните и ќе видиме што ќе произлезе од цела таа јавна расправа. Ако ме прашувате за мене лично. Да, ве прашувам вам Мене лично и како стручно лице од секторот и од областа на Јас сообраќајот. мислам дека прва и основна задача на секој стручнjak од оваа област е све што ќе работиш да запазиш безбедноста. Во периоди на врвен сообраќај, особено на лето, во периоди кога имаме сабота и недела сончеви денови, кога имаме големено присуство на посетители, во периоди на празници, ова улица секако не е за таа намена. Но зборуваме за трајно решение сега, значи тоа го напоменав. Не за времено и врзано со некои периоди. Ќе дојме и до тој податок. Значи, ќе видиме дека не е таа улица за сообраќај. Од друга страна, вие пред малце рековте, знаете дека таа може улица ни е потребна за сообраќај. Јас, значи, ќе го кажам следното. Што повеќе објекти генерираш на нека улица, односно изградиш или му даваш намена на објекти, тие објекти привлекуваат све повеќе и повеќе посетители. Дел од посетителите доаѓаат пешки, дел со возила. И колку да генерираш, доколку му најдеш на тие места, претходно места доволно за паркирање, во тој случај, значи, ќе опрекиниш токот на сообраќајот и ќе опуши само пешачкиот и велосипедскиот сообраќај. Тоа би било во некои идеални услови, но кај нас далеко од тоа. Императив на оваа локална самоуправа, значи, е решавање на таквите проблеми. Објектите постојат, а немаме решавање на таквите проблеми, места. Да, немаме паркинг места. Да ви кажам, наискрено, јас во теков на оваа година или беше пред нова година, слушнав или прочитав во медиуми дека владата на РМ го прекинала проектот за изградба на катна гаража во централното градско подрачје и слушнав некои коментари и јас гласно искоментирав најубата работа до сега што сум ја слушнал. Зошто најубата? Ти да изградиш катна гаража кај Ривиера, позади Ривиера, во строг центар на Охрид е лудост. Зошто е лудост? Изградиме барем некаде, ако не во строг центар, ние немаме никаде изградено. Зошто е лудост? Сега ќе ви кажам, затоа што да стигнеш до... Кај нас е лудост очигледно воопшто да изградиме катна гаража. За да стигнеш до таа катна гаража и за да си отидеш после тоа со возило таа катна гаража, треба да поминиш, значи, низ централното градско подрачје. Знаејќи, јас и вие и секој возач, дека да, таму во центарот на Охрид има катна гаража, може да ќе најдам место за паркирање, генерираат движење на голем број на возила и стварање на гужва и застој во сообраќајот. Сеќавам дека бевте вие против овој проект Значи, сега ќе ви кажам. Охрид има многу добра местоположба, особено централно градско подрачје, кое нуди местоположба за изградба на такви гаражи со кои би се невозможило движење не само во стариот дел на Охрид, него и во централно градско подрачје. Ние сега што ги решаваме проблемов со едносмерни улици, од кои или од едната страна или од двете страни имаме паркирање, немаме можност за воспоставување на велосипедски патеки, немаме можност за безбедно одвивање на сообраќајот, затоа што ти во едносмерна улица возиш, од лева и од десна страна имаш возила и никаква немаш прегледност околу безбедноста. Не знаеш пред кое возило или пред кое комбе ќе ти излезе некој пешак и не знам какви други последици ќе настанат. Истото е и со Кеј Македонија, да се вратам назад. Значи, треба да знаеме што сакаме. И што сакаме? Да. Многу е битно што сакаме. Улицата Кеј Македонија е многу долга. Јас се ќе зборам за делов од Кружнава на плоштад до пресекот со Јане Санански. Кај имаме доста ugostителски објекти, скоро по цела должина. Од десна страна имаме парк, кој уопште не е одделен со коловознава површина, и езерото и кеот, значи покрај самото езеро, кој не е секогаш достапен за пешачење и за шетање. Значи да, кој ќе е мирно езерото, можеш по кеот да се движиш, ама ако ќе имаме бранови, значи
Пешаците нема каде да се движат таму, треба да се движат горе. Сега, кај е безбедност? Нигде. Јас мислам дека ова симулација, ова снимање на сообраќајот, сега што ќе се прикажат од еминентни стручњаци од оваа област, ќе ги дајат ова за резултати за ова што зборувам, но сепак без разлика дали ќе за движење, за сообраќај или ќе за пешачки, таа улица треба да се уреди и треба да се изгради. Овде сега не треба да забораваме уште една работа. Имаме ние донесен урбанистички план за овај дел на градот, кој што предвидуваат од раскрсницата со партизанска и македонски просветители, односно од кај поштата, да речам, улицата да оди подземја, да излезе негде кај Табана, едниот крак, другиот крак да излезе кај ривиера на Кузма Јосифовски Питу и долу да е решено со подземно паркирање. Ние работиме и на ваков проект, размислуваме на големо да порачаме ваков проект и тој е оној можда долготраен проект кој ќе произлезе во теков на овие 3-4 години. Значи, целта ни е да го решиме паркирањето во централно градско подрачје. Отприлика јас мислам дека беше согласно урбанистичкиот план за околу 480 возила на тој подек за паркирање. Да го решиме сообраќајот, јас пред 10 години овде зборував дека после една, две, после 5 години треба на големо да размислуваме што ќе правиме со стариот дел на градот. Сегде во светот вакви значајни места се без сообраќај. Ние уште имаме сообраќај. Треба да изградиме, значи, да им обезбедиме на граѓаните од стариот дел на градот места кај што ќе паркираат. Значи да го слободиме стариот дел од градот од возила и како едно од тие места покрај горна порта, пошто тие се два влеза во стариот дел од кај горна порта и од кај капетанија, значи да му даеме еден простор каде што тие граѓани ќе може да ја паркираат возилата. Господин Шикаловски, овој проект, овие идеи ги слушам, еве, јас веќе уште од првиот мандат на Александар Петриски. Од тогаш колку години помина? Не знам дали тогаш го слушав това. Да, уште тогаш го слушавме и не се реализира. Значи, ети во двата мандата на Петриски не се реализира. Добро пота дојде од друга политичка опција градоначелник, но еве сега повторно имате можност. Дали навистина ќе се... Знаете што, граѓаните веќе не веруваат, затоа што проективе се кажуваат години наназад, но не се реализира. Дали навистина ќе видат светло на денот? Вака се ќе ви кажа нешто. Ако немаш визија и ако не размислуваш, не можеш да стигнеш до реализација никогаш. Ние имаме, да не останеме само на визија. Ние имаме визија и размислување. Каде треба да се движи градот? Ние не сакаме да работиме партизански. Ај ни текнало денеска ова, утре ова ќе работиме. Ме разбирате? Реално тој проект мораме комплексен. Ние, значи, комплексен и проектот сега да ви кажам, за реализација, проектот е огромен. Ние не викаме дека општина Охрид ќе реализираат и за реализација мора да се. Ние викаме сега мораме да направиме проект, да извадиме одобрение за градба со проектна документација и да почнеме да аплицираме лево десно, кај што ќе можеме да го реализираме. Ова е државен проект веќе. Значи, ова е означено и за државата Охрид. Граѓани чекаат веќе нешто конкретно. Реално, значи, тој проект е по-комплексен, за негово реализирање. Општина Охрид сама сигурно дека не може, меѓутоа, ако што рече колегава, со добар проект, со добиено одобрение за градење, може да се аплицира во државни институции, во меѓународни институции. Ние моментално немаме со што да аплицираме. Во старт ви кажавме дека немаме ни еден проект. Немаме со што да аплицираме. И сега ние, првата наша работа, првите наши активности се изработка баш на проектна документација. Без проектна документација не можеме ништо направиме. Мислам дека ќе решиме и оние неколку уличина недоасфалтирани или неизградена неде канализација или за некои уште 5, 10, 15 светла, значи срамота да зборуваме во денешно време за знаете за такви што, зборуваме во денешно време за ударни дупки кои што не се закрпени, а камоли за некои вака сложени проекти. Апсолутно и ќе зборуваме, ама треба да кажеме кои се причините и кај лежат последиците за состојбата. Токму затоа сега разговараме.
Ако не се видливи, ги ставаме под лупа. Тоа е Апсолутно, поентата. апсолутно и треба да се стават и треба да има критика. Критиката треба да тера човекот поќе да работи поквалитетно него и конкуренцијата во приватниот сектор, а во овој сектор кај што сме ние, значи критиката без медиумите и без граѓаните ние не можеме да се движиме. Тие ни се репер на нас. Еве, кога ги споменав дупките. Во каква состојба ни се наоѓа инфраструктурата низ градов? Се жалат граѓани дека на многу улици имаме ударни дупки. Кога ќе почне нивното крпење? Дали, ова го потенцирам, дали овој пат ќе се направи тоа онака по оние стандарди како што треба, со асфалт, а не со бекатон плочки, што во минатото изјавите велеа дека се некое времено решение, но испадна дека не е баш така времено, туку дека е потрајно решение, бекатонки да се стават на ударни дупки. Во моментов завршена е тендерската постапка за избор на изведувач за крпење на ударни дупки и асфалтирање на тесни улички на територија на општина Охрид. Течат роковите за жалба, избран е изведувач. Се надеваме дека негде пред Великден ќе се потпише договорот со изведувачот и ево да кажеме пред вашите гледачи дека одма после завршување на великденските празници почнуваме со карпење на ударните дупки, со асфалтирање на ударните дупки, не со бекатонки. Наши екипи веќе го снимаат теренот, ги детектираат кај се најголемите проблеми. После празниците почнуваме најпрво во централното градско подрачје. Како ќе се завршува работата во централното градско подрачје, ќе се повлекуваме исто со крпење на ударни дупки и на периферијата и на другите населени места во општина Охрид. Исто така започнуваме и со асфалтирање на тесни улички на територија на општина Охрид. Тој е тендер за асфалтирање на тесни улици и карпење на ударни дупки на територија на општина Охрид. Значи, веднаш после завршување на великденски празници почнуваме со работа. А што е со уредувањето на подпорните зидови? Посебен проблем тоа представува во стариот дел на градот. Под налетот на временските услови, нивната дотрајаност попуштаат. Исто, значи, овој проблем важи за сите наши активности. Без проектна документација ние не можеме ништо да направиме. Докаде е, значи, проектна документација? Во моментов имаме проект за реконструкција на зидови во населба Елешеци и село Елшани. Во фаза сме на добивање на одобрење за градба. По добивање на одобрење за градба ќе распишеме тендер за изведување. Значи, ние мораме да ги запазиме законските прописи. Не можеме ние да почнеме да градиме без проект, без одобрење за градба, без објавување на тендер кој ќе ги изведува работите и слични работи. Тогаш ќе имаме проекти, ама во празно, само подпишани договори без проект. До сега, јас ви кажав два примери кај што имаме подпишани договори, немаме проект. И мештаните од тие местни заедници прашуваат кога ќе почнеме со реализација. Како да почнеме кога немаме проект, камо ли одобрење за градење? Нека си одат работите како што е редот на нештата, за да имаме резултат. Сега малку ќе ве одморам, време веќе за рекламна пауза, па потоа продолжуваме уште еден дел од емисијата, ќе го посветиме на сообраќајната студија. Викенд забава во Fish and Lounge бар Лихнидос. Уживајте во добра храна и музика во живо со Кико и Коки во петок и Тајфата во сабота. Резервирајте навреме во Fish and Lounge бар Лихнидос. Знате ли да сардине садрже дупло више протеина него свежи сир? Имају и 2 puta више витамина Д него јаја, те 3 puta више калција него мљеко. Само риба, сол и уље. Ма дичеш, јаче. Ева сардина. Познати корисниците на субвенции за комунални трошоци. Општина Охрид по распишаниот оглас за субвенционирање на комунални трошоци за потрошена вода за пиење, за гробна такса гробарина, трошоци за одведување отпадни атмосферски води и трошоци за спроведување на отпад, донесе одлука кои од подносителите ги исполнуваат условите за користење на субвенции пропишани во објавата на јавниот оглас.
Списоците со корисниците на субвенции за комунални трошоци за 2018 година се објавени на веб страната на општина Охрид ohrid.gov.mk. Кам, постојано ниски цени. Крем за готвење 500 мл 49 денари. Торта 300 грама 59 денари. Детергент 8 кг 679 денари. Сет чинии 1199 денари. Кам, купувај мудро. Кои што сакат нека ви зборвит, ама вистината е само една. Тајната за охридскиот бисер ја донесов лично јас, Јован Субановиќ, руски белогардеец. Тајнава со алал ти ја давам, на правнуци да останит, ајро да ја го видиш. Ако се посветиш на занатот, еден ден сигурно ќе се просветлиш. За прекрасната иднина на нашето семејство и за првиот охридски бисер, верни на традицијата, фамилија Филеви. Лајонс клуб Деница ве поканува на традиционалната хуманитарна вечер под маски на 1 април во Куба Либре Бичен бар, на денот на шегата, да бидеме искрено хумани. Го препознавате ли овој град? Ова може да биде идна разгледница од Охрид. Добро да размислиме пред да се промени визурата на Охрид за секогаш. Готвењето знае да биде непредвидливо. Но со Вегета твоето јадење е секогаш 100% успешно и 100% вкусно. Вегета 100% оригинална. На сите продажни места побарајте Вегета со 15% пониска цена. Викенд акција во Миса Маркети. Пиле перутнина 1 кг 139 денари. Табла јајца М класа 135 денари. Ослич прва класа 1 кг за само 109 денари. Маслинки 1 кг 129 денари. Кинкат медењаци 400 грама 69 денари. Бусто кроасан 60 грама за само 7 денари. Интеса лак за коса 400 мл 89 денари. Тепсија со заштитен нелеплив слој за само 199 денари. Пазарете со мерак, ваши Миса Маркети. Продолжуваме ние со разговорот за сите оние кои што можеби подоцна се вклучија. Имам двајца представници од секторот за комунален развој, дејности, собреки, улици и патишта. Значи, зборуваме за се она што секојдневно ги тангира граѓаните и некој му е најважно да се асфалтира патчето кое што е до неговата куќа, некој пак сака да се реконструира можеби булеварот туристичка. Значи, секој со своите потреби а ние со нашите можности како општина. Господин Наневски, рековте дека работите веќе во моментов на повеќе локации. Што ви е најактуелно, на кои се проекти се работи? Знам дека вршите некои реконструкции на канализациони водоводни мрежи. Каде сте сега на терен?
моментално екипите каде се наоѓаат? Значи така, моментално еден од поголемите проекти што е веќе што е актуелен е, знаете дека се отвори конкурс за изработка на едно решение за реконструкција на плоштадот Крушевска република, односно плоштадот Чидар. Што тоа ќе значи реконструкцијата? Значи дали воопшто ликот на целиот плоштад ќе биде сменат или? Значи инфраструктурно среден е тој дел. Пред не знам колку години се врши целосна реконструкција. Инфраструктурно е среден. Ние со нашите проектни задачи поставивме задача промена на бехатон плочките со гранитни плочи и хортикултурно уредување на целиот тој простор. На просторот околу Чинарот, просторот до пресекот со улица Аба Семин, односно улицата Гоце Делчев до пресек со Аба Семин и улицата 7 ноември до пресек со туристичка. Исто така во проектот се предвидува, во проектната задача се предвидува отстранување на паркинг просторот од кај старата робна куќа Чинар. Предвидено е да нема тука паркинг простор. А што ќе има на тој простор? Цел тој дел да се уреди хортикултурно. Да се отвори. Да. Се предвидува исто некој амфитеатрално решение за манифестации кои се одвиваат во летниот период, да нема она поставување на бина некоја метална, па да не може никој да помини таа. Треба тој простор целосно да се уреди по некои европски стандарди. Дали останува на средина некако на граѓаните им пречи фонтаната која што е тука направена, барем според анкетите кои што ние ги имаме според правено? анкетите и според наши согледувања, таа фонтана некако како да нема некоја нема никаква функција. Дали нешто можеби ќе се пренамени, најверојатно ќе се пренамени фонтаната. Ќе видиме, ето, значи добиваме конкурс за изработка на идејно решение, после тоа следува избор на најдобар прва, втора, трета награда. Со изборот на прва награда ние директно можеме со прво наградениот да склучиме договор за изработка и на основен проект. По изработката на основниот проект ќе се пристапи кон добивање на потребните одобренија, ќе се распише тендер и се надеваме дека после завршување на летната сезона негдека би можеле да почнеме и со реконструкција на тој дел. Тука исто една забелешка е што Чинарот, како едно наше препознатливо обележје на градот, и тој простор околу Чинарот некако како да се запоставува в последните години. Им пречи исто така на туристите посебно, кои што многу сакаат тука да се фотографираат, што околу Чинарот се поставени тезги. Многу пати визурите према Чинарот, поради поставувањето на тезгите, се спречени. Значи, кога ќе го гледате од долната страна, кога доаѓате према чаршијата, некогаш не можете да го забележите. Дали тука ќе се направи од сите тие причини некоја промена? Ние баш одиме на тоа да се направи нов проект за изгледот на тој дел од градот, да му се даде поголемо значење на Чинарот. Чинарот да дојде до поголем израз во тој простор. Така да ќе видиме со идејните решенија кои ќе добиеме, ќе видиме што нудат тие. Нашите стручни екипи изработаа добри проектни задачи, значи има некоја насока кон што да се оди. После добивање на тие идејни решенија ќе се формира комисија од страна на општината која ќе врши рангирање, ќе се одбери најдоброто и ви кажав дека со него може директно да се склучи за разработка на основен проект. Значи се тежи кон тоа Чинарот да си го добие правото значење кое му следува. Многу пати не можеме да ги реализираме некои проекти заради тоа што ни пропаѓаат тендерите. На што тоа се должи? Дали е висината на средствата кои што се потребни во прашање или пак и она што е во проектната задача, во проектот зацртано како цел е многу високо и недостижно за оние кои што се пријавуваат на тендер. Не се работи за тоа. Ние за сега немаме така лошо искуство. Ево, сегашните тендери кои ги имаме распишано, веќе се во завршна фаза, ви кажав, и ќе почнеме кон работа. Дали ќе направите уште малку тука некаква
Тоа не би го нарекла реконструкција, тоа е еден голем и сериозен проект и зафат, но барем некакво обновување на кеот затоа што беше прилично оштетен од силниот ветар и брановите кои што ни се случија пред 10 дена. Тоа не е време кое што го зафати Охрид и на некои места бекатонките беа Ние веќе од тие ги саниравте, но Да. дали нешто друго ќе се прави на кеот, затоа што и клупите се оштетени на некои места, значи што ќе се прави на овој дел од Значи, Креј тоа што брежијата. беше оштетено од невремето, веќе од вчера почнавме да го санираме. Вработени од јавното предпријатие Охридски гробишта, работат и денеска на санирање, се поставуваат бетон плочки. Делот околу клупи имаме во тендер замислено набавка на нови клупи, поставување на нови клупи. Замена на дел од оштетените делови од клупи, поставување на нови корпи за отпадоци, дел од паркот преку јавното предпријатие Охридски комунали треба да се преуреди делот што не е уреден од Жиголо према долу према Јане Сандански. А за самиот кеј хокеј постои од порано проект, изработен е проект. Тој проект дури бил во фаза на барање за одобрение за градење. Од страна на Министерство за животна средина не е дадена водостопанска согласност. Со тој проект се предвидува 2 метра да се оди во езеро, од поставување на колци, уште 2 метра да се оди во езеро. И од Министерство за животна средина, значи ова пред неколку, можда и година, одбиено е барањето со тоа што не е дадена водостопанска согласност. Сега во моментов новата власт, општинска, повторно го актуализира овај проект. Па се надеваме... Истиот проект или станува за Истиот, друг проект? пошто имаме проект, да, готов е проектот, тој е платен од страна Зошто на мислите општината. дека сега би поминал тој проект ако претходно не се дала согласност, ете поради немање водостопанска согласност? Па ќе пробаме повторно да видиме кој е проблемот, зошто не ни даваат. Ако имаме некаква деградација на езерото и навлегување во него, тогаш дури доколку има потреба може да се да се измени дел од проектот, тој дел кај што има навлегување во езерото. ако не го менува тоа Да, целиот концепт во на секој случај, проектот. во секој случај ние ќе имаме контакт со представници од Министерството за животна средина, ќе ги видиме нивните насоки, нивните размислувања, па после ќе видиме што ќе правиме понатаму. Така. Господин Шикаловски, вам ви е редот. Малку сега наневски ќе го одмориме. Со вас сакам да разговарам на една тема која што се провлекува уште од 2009 година. Изготвувањето на сообраќајна студија. Од тоа многу зависи во градов, значи сообраќајните решенија, летниот режим на сообраќај и така натаму. Никако таа студија да се изготви, дали немаме стручни служби, дали потребни се многу пари, дали никој не сака да се нафати, што е во прашање? Значи, основа за добар развиток на градот е добри сообраќајници и добри сообраќајни решенија. Сообраќајната студија, значи, не е за една употреба или за решавање на проблем за оваа година или наредната. Значи, преку сообраќајната студија ќе се дадат насоки каде треба Охрид, како град, да се движи во следните 10 и 15 години. Гледано најпрво урбанистички. Значи, сообраќајната студија ќе ги диктират сите работи понатака. Можеме ние све да предвидиме, ама пак ќе имаме можност да стигнеме до сите тие содржини што ги предвидиме. Ако немаме една добра сообраќајна студија која ќе ни дават насоките и целите за решавање на овој проблем. Рековте пред малку дека од 2009 веќе навака се работи на повеќе пати на решавање на овој проблем, значи на изработка на квалитетна сообраќајна студија. Во минатото, значи, на може 3-4 пати беше распишана јавна набавка по однос на изработка на оваа сообраќајна студија. Во 2009-2010, за не фаќајте ме за збор, дури беше подпишан со некоја фирма договор за изработка на истата. Кој договор?
не се реализира. Во меѓувреме на неколку постапки, значи немаше заинтересирани. Знаете, не се работи до пари, не се работи до нешто друго, да се работи до тоа да е доста обемен како проект, бара доста ангажман на одредени стручни лица и нивни помагатели за изготвување на таа сообраќајна студија. И ние, реков пред малце дека сме сериозни во локалната самоуправа и веќе, во периодот изминат, во кабинетот на градоначалникот и кај нас во секторот, се остварија неколку средби со потенцијални луѓе што работат на оваа проблематика, со цел да им кажеме дека сме заинтересирани, сме сериозни во цела работа, сакаме да се реализира овој проект, за да не дојдеме во ситуација што спомнав пред малце, да на одредени јавни набавки да нема ни еден пријавен, сметајќи може од некоја страна, дека ајде што ќе му е сообраќајна студија, па кој сега ќе оди, кој ќе најде толку луѓе, ние сме спремни да ги подкрениме сите ресурси натрешни во локалната самоуправа и ова работа да ја завршиме. Да имаме показател каде градот треба да се движи во периодот што следува, дека без таков показател, цело време можеме да се вртиме во круг и да ни останат проблемите нерешени. Премалце ме прашавте за Кеј Македонија. Со сообраќај или без сообраќај? Баш, вакви анализи, изработени од еминентни стручњаци, врз база на повеќе извршени снимања во текот на годините, ќе дават, производ еден и поднос на тоа прашање. Реални се веќе изгледите дека ќе добиеме една реални сериозна... Ние, разговаравме, дали било по наше барање, дали по нивно, со повеќе институции. Знам дека имавте склучено договор, локална имаше склучен договор и со Техничкиот факултет во Битола и тие нешто требаше да не договор, не знам јас дали имал договор со Техничкиот склучен локалната, што е важно, остваривме средба на ниво на... Не ова постава, во предходните состави на локална имаше такви. Јас можам сега да кажам дека градоначалникот со стручните служби оствари средба и со деканатот на Техничкиот факултет, на ниво на декан, продекан за настава и продекан за финансии. Остваривме средба во Македонија, имат уште неколку други куќи кои имат работела на оваа проблематика, остваривме средба и со нив, му укажавме на сериозноста на нашата намера и на потребата која е и мислам дека овој еднашка за секогаш овој проблем, и ова сообраќајна студија ќе дојде до реализација. Ние, реков, ќе работиме на краткотрајно и долготрајно, баш ова е долготрајно дел на сообраќајната студија, а она симулација што ќе работиме околу режимот на сообраќај за ова лето, ќе симулација од крајен период. Други служби во општина Охрид, преге кажавте дека на веб страната на општина Охрид има поставено прашање, точно е, дали сте за Кеј Македонија да стане пешачка или не. Други служби во општина Охрид веќе интензивно работат на изработка на такви проекти, кои понатака не морат да се реализирани. Добро е да го имаме ние како проект кој во некој период иден би ни послужил. Ние пред малце јаковме, ние дојдовме, немаше ни еден проект. Мораме да оставаме траги во нашава работа позади, па некој може по 4-5 години или 10 да дојде до реализација на сите тие траги. Трагите се проекти, трагите се сообраќајни студии или не знам што друго. А каков сообраќајен режим ќе имаме ова лето? Дали ќе ни се повтори од минатите лета или ќе имаме некаква промена? Ќе кажете ова сега што го имаме на дневен ред, околу симулацијата во реално време што ќе извршиме и на софтвер ќе биде сето тоа пуштено и ќе каже, ќе добиме насоки каде треба да се движиме. Од прилика, сообраќајниците тие се, сите ги знаеме кои се, знаеме колкави се поднос на нивната можност за прифаќање на целиот сообраќај, го знаеме колкави се можности на тротоарот и на плоштадот и на
Кеј Македонија поднос на прифаќање на сите тие пешаци кои ги имаме, пешачко сообраќај преку лето и сега треба, значи, добро да измериме. На таа симулација сигурно ќе се пуштат во реално време сите тие показатели и ќе имаме, значи, можност да видиме кај го имаме онај конфликтот во сообраќајот што се јавува и така да ги отклонуваме работиве. Да дојдеме во ситуација една конфликтна точка сме решиле, ама со решавање на таа конфликтна точка сме направиле 5 или 7 околни дополнителни, значи да ги решаваме како, значи, еден заеднички сегмент. Затоа опфатот на оваа симулација туристичка од Охридска банка до Асном, скоро имат 2 километри, цела Асном, цела македонски просветители, цела Кеј Македонија, по цела должина и сите улици и сообраќајници што гравитираат помеѓу овие улици. Значи, опфатов е доста голем, нормално со прилазиве, излезиви, влезниви излези во старо јадро, значи во стариот град на Охрид и аналогно на тоа, значи ќе пристапиме, рековме, значи кон презентација на тие идејни решенија, ќе ставиме на јавен увид и стручните лица и јавноста ќе ги ценит сите овие работи. Што ќе произлезе од тие јавни увиди и од тие презентации, значи тоа ќе го дајме на реализација и не треба да забораваме дека за сето тоа накнадно накрај ќе ни треба и согласност од СВР Охрид по однос на одвивањето на таков сообраќај кој ќе е замислен согласно ова проектна задача. За прв пат се изработува ваква работа, интересна ќе, сигурно ќе можат граѓаните и на вашата телевизија кој ќе е готова да ја презентираме, да ја видат, да дават своји мислења и ќе има сигурно време понатака за да разговараме понатака на оваа тема дополнително, дека овие ќе бидат вклучени значи целиот сообраќај. Од пешачки, велосипедски, моторен, 24 часовен опфат, во реално време, значи доста голема работа е и која ќе ја реализираме и согласно тој производ ние ќе организираме режим на сообраќај. Која работи симулацијата сега? Мислам, вие сте ангажирани кој? Не. Ние, значи, нашата работа во делот на проектна задача и на прибирање на информации и податоци ја завршивме, да е распишана јавна набавка на ова работа, значи кој ќе се јави на таа работа, согласно таа распишан тендер предвидено, значи да имат софтверски решенија, да имат луѓе лиценцирани за изработка на такви решенија, со овластување од област на сообраќајот и, значи, такви луѓе нема многу во Македонија, значи тие што ќе работат, значи после ќе презентират, а ние ќе даваме наше мислење. Имаме време за сето тоа? Да, до почеток на летова? Апсолутно. Добро. Значи, тука е веќе крајот на емисијата, имаме уште доста теми, ама еве, можно за уште некакво некое гостување и реализирање на уште некоја емисија. Ви благодарам за денешното гостување, ви благодарам за транспарентноста. Начнавме доста теми од она што биле идеи во минатото, она што се сега моментални проекти за воиднина, рековме долгорочни и краткорочни. Посакувам да се реализираат сите на задоволство на граѓаните на Охрид и да го направиме Охрид едно поубаво и побезбедно место за живење, каде што нема да се занимаваме со улички, тротоари и ударни дупки, туку каде што ќе размислуваме за нешто по-конкретно и за некои по-капитални проекти. Ви благодариме на посетата. Уште еднаш поздрав за вашите гледачи. Се надевам дека за една година, ево, ќе седиме пак овде, ќе кажеме што сме направиле во минатата година и што ќе правиме во наредната година. Како што знам да кажам, овие емисии остануваат трајно, значи во архивата на телевизијата и ние може нешто да подзаборавиме, но ова е документирано, ќе се потсетиме што сте кажале, што е направено, а што не. Затоа е јавноста тука, затоа сте тука, значи благодарност за поканата и не една година, почесто може ќе се видиме и ќе видиме. За една година се пофалиме што направиме. Мислам дека пријатно ви беше гостувањето, така да нема да чекаме една година. Ќе ве поканам и побрзо од една година. Кога ќе не покажете, ние сме... Значи, отчетноста и транспарентноста е основа на работењето и така треба да се работи.
За жал, уште мора тоа да го потенцираме и уште мора да ги учиме луѓето кои што доаѓаат на раководни функции дека мора да бидат транспарентни, тие се должни да бидат отворени за јавноста, затоа што таа е таа која што ги донела на тие функции, тие треба да кажат што сработиле у нивно име. Зборувавме на краишта, зборувавме за проекти што се плаќаат од џебот на граѓаните. Граѓаните во секој момент треба да бидат информирани што се планира со нивните пари и како се трошат нивните пари. Точно. Се надевам дека паметно ќе се трошат парите и дека ќе имаме конкретни проекти. Благодарам уште еднаш. Благодарам.